Благодарам колега Велковски за репликата, таман можност да се доискажам. Веднаш ќе почнам од почетокот, она што ме прашавте, зашто не сме гласале стратегијата за родова еднаквост, за која што имавме низа забелешки, знаевме дека нема да се смени ни точка ни запирка од таа стратегија. И јас сега ќе ве прашам конкретно, мене ми е многу жал што нема да одговорите, ама ќе ви во исто време ќе ви дадам и прашање и одговор на нешто што па заедно го гласавме со консензус. Донесовме два закона кои произлегуваат од Истанбулската конвенција и законот за заштита од дискриминација и законот за заштита и спречување на насилство врз жени и девојчиња. Па еве да ве прашам зошто сите институции кои што треба да действуваат, ако може да се слушаме, да действуваат по овие закони, зашто имаат ниска реализација на одговор токму на овие закони. Сите показатели покажуваат дека се движиме кон нулата. Првенствено за семејното насилство сите показатели покажуваат дека имаме зголемување, но за жал уште пофрапантен е податокот дека релевантните институции кои што треба да функционираат и да действуваат по овие закони, всушност действуваат по стари закони, воопшто не се запознати со овие донесени закони, не се спроведуваат. Значи, главната констатација не е само ние овде што ќе донесеме. После тоа каков надзор сме спровеле на тоа што сме донеле, а немаме никаков надзор, затоа што немаме никакви надзорни расправи, токму вие од власта ги бойкотирате и не ги дозволувате, и немаме имплементација на законите. И кога ќе одговорите на се она што вие не сте гласале, ние што сме поднале популистички што сте го одбиле, тогаш ќе имате право да ме прашувате мене зошто сум гласала или што не сум изгласала. И како главен факт ќе го кажам за оваа тема, дека не е важно само што ќе изгласаме, туку што ќе покажеме на дело. На дело за родова еднаквост вие сте равно на нула. Срамно е да ги спомнувате студентите кои што ви го покажаа преку слики теророт низ студентските домови и ништо не земавте. Се фалите сте опфатиле 6 категории за 4 месеци, а не ги спомнувате сите оние категории што ги пропуштивте, што ние имавме амандмани, еве во последниот пример пакет мерки, каде што ги испуштивте, не ги опфативте сите самохрани родители, не ги опфативте доволно пензионерите и ние предложивме тогаш амандмани за тој пакет мерки, но вие не ги прифативте, за да сега гледаме низ општините, градоначалниците кои што се од ВМРО ДПМН спроведуваат пакет мерки кои што ги поправаат вашите грешки. Патем да ви го упатам прашањето од ковид пакет мерките што ги предложивте, каде се оние 149 милиони евра кои што ги нема и не се знае точно кај се потрошени. Се надевам нема да одговорите, знам, но јасно ни е дека се во џеповите на вашите поволни фирми блиски на вашата власт. Од друга страна, ќе видиме како ќе го изменаџирате процесот со синдикатите кои пред да почне буџетот јасно ви укажаа дека според проценките и пресметките на владата за буџетот ќе има усогласување на минималната плата за 1600-1800 денари, нешто што е нереално и дискриминаторски, а синдикатите ви бараат усогласување за 2600 до 2800 денари. Но останува да почне амандманската расправа, па ќе видиме како ќе се однесувате спрема ова прашање. Ако е све така розово како што го представивте овде, зошто 68.000 фирми ставија клjuč на врата, а прашањето е уште колку ќе стават поради превисоките сметки за струја? Велевте ноторни факти се за бројките што ги кажувате. Ја велам дека ноторни лаги се сите овие работи, мерки што ги спроведувате во државата и тие се токму причина за незадоволството и апатија кај граѓаните. Патем, јас би додала само уште неколку бројки, кои што нормално нема време да ги спомнам. Ви кажав дека за родова еднаквост и недискриминација би се намалени средствата, намалени се за ИПА 2 помошта, предпристапна помош, за субвенционирање на придонеси за поддршка на плати за 57%, за стручно усовршување во делот на реформа на јавната администрација, која многу гласно ја најавувавте. Пример, во минатата година беа искористени само 25% од предвидените средства, а ова година всушност се намалуваат. За поттикнување на вработување се намалува ставката за 32%, ама пак затоа имате за невладини организации 160% зголемување.
За градинки, за изградба на градинки, реконструкција за најмалите имате намалување за околу 50 милиони денари. За ковид веќе ви спомнав за пакетите. Страшно е намалувањето во делот на здравството и тоа замислете во здравствена заштита за превенција за 199,430 милиони денари во однос на 2022 година, односно износот за задолжителна имунизација на населението е намален за 255 милиони денари во однос на 2022. Од буџетот видно е дека за здравство за 2023 година не се планира кратење на неприоритетните и не суштинските трошоци во здравството. За сметка на истите планирано е намалување на средствата за превенција, медицинска опрема, реконструкција на здравствените објекти. За изградба на нов клинички центар Скопје и Штип предвидени се околу 177 милиони денари, но нема поединечно што е планирано и во колкав износ ќе се реализира во 2023 година за проектот Клинички центар Скопје, насушно потребен и многу ветуван од ваша страна, а што е планирано, која фаза ќе се реализира од проектот Клиничка болница Штип. Значи, со овој предлог буџет за здравство, парите на граѓаните нема да се искористат таму каде што даваат најголеми ефекти за осварување на целите за повисок квалитет на животот. Значи, нема доволно средства за превентивни програми за малегни заболувања, нема доволни средства за пациенти со ретки болести, нема доволно средства за пациентите со ХИВ, нема доволно средства за трудниците кои поради одредени причини изгубиле осигурување, нема доволно средства за ослободување од партиципација на пензионерите со најниски пензии и одделни социјални категории, нема основна терапија на позитивна листа за пациентите со малигни заболувања, а да не зборуваме за најсовремената биолошка терапија која е мисловна именка за најтешките пациенти со малигни заболувања. Нема сензори за мерење на гликемија кои долги години беа ветувани за пациентите со диабет, нема средства за едукација на медицинскиот кадар, како што беше забележано и нотирано и од европскиот извештај, нема ревидирање на позитивната листа на лекови за пациентите и осигурениците и така натаму. Инаку, колку што се зголеми потрошувачката кошничка, знаете вие дека две минимални плати не можат да покријат потрошувачката кошничка. Како тоа да студираат студентите? Понатаму, ММФ не даде позајмица на заем на нашата држава. Вие добро знаете, заради лошите буџетски и лошите економски политики. И еве сега баш ја читав, има една статија, еве не велиме ние, чудете се, можете да релативизирате, да одговарате, да колку сакате да превртувате очи. Блумберг Адрија ви кажува дека просечната плата во Македонија е најниска во регионот. Еве не го кажувам јас, не го констатира ВМРО-ДПМН. Во времето кога ВМРО-ДПМН имаше буџет од 3,3 милиарди евра, велевте ќе се краде. А сега со буџет од 5,3 милиарди евра не се краде? Дајте одговор на овие прашања. Како што го спомнав претходно, градоначалниците од ВМРО-ДПМН ви кажав дека спроведуваат пакет мерки и низа проекти кои што гледаат да ги покријат и да го амортизираат овој бран ударен врз најсиромашните и спроведуваат социјални пакети. Патем има еден податок што исто сигурно не знам дали сте го чуле, дека во општините во кои што се ВМРО-ДПМН градоначалници има 61% на зголемување на сопствените приходи, значи од данок и така натаму, вие многу добро знаете, но затоа во општините во кои што се СДСМ градоначалници има 65% намалување на сопствените приходи. Ете, тоа кажува колку домакински ги водат општините и вашите градоначалници, а патем најдоброто признание за состојбата и работата на градоначалниците е следното.
и ова го знаете сигурна сум, 9 македонски општини се закитија со европската ознака за извонредно управување и ќе ви ги набројам, има само една од СДСМ, тоа е Берово, сите други се од ВМРО ДПМН и една Куманово аеродром, Берово, Битола, Виница, Куманово, Неготино, Новаци, Радовиш и Штип. Ете, тоа е признанието како градоначалниците во сите области спроведуваат мерки и проекти. Па, добро е да се јавите на говори, да излезете да ме побиете со факти колешки, а не да се посмевате на моето обраќање. Така да имате, навистина, од градоначалниците можете да учите и да им посочите како да работат вашите градоначалници, ако можете и ако имате контрола врз нив. За се друго ќе си добиете одговор на избори. Благодарам. И благодарам и на вас. Наредна пријавена за збор е претеничката